Скопје веќе почна да живее во духот на спортската еуфорија. УЕФА Суперкупот 2017, повод за сите фудбалски фанови да уживаат во едно несекојдневно Скопје. Топлото време не беше пречка за плоштадот Македонија, каде е лоцирана неутралната фан зона, да уживаат во активностите кои ги нуди. Најразлични атракции на секој ќош најавуваат организаторите на неутралната фан зона. Се потрудивме да ги спремиме местата за шутирање пенали, местата каде што ќе играат 1 на 1 фудбал, исто ќе има место каде што експерти од Франција ќе играат фристайл фудбал. Тие ќе им покажуваат на сите посетители како да играат и како можат да ги одмерат нивните способности со овие експерти. Во моментов се поставуваат и трите трофеи на УЕФА, трофејот на Лигата на шампионите, трофејот на Лига Европа и самиот Суперкуп на една локација веднаш до споменикот Војна конј. Помеѓу присутните на плоштадот и првиот татко на градот Коце Трајановски, кој испрати покана до сите граѓани да се приклучат кон неутралната фан зона. Ова е во организација на градот Скопје, ова е неутралната фан зона која се рекате на плоштад Македонија, кој ќе работи денес од 11 па до вечерните часови, некаде можеби до 21. Исто така и утре ќе работи од 11 па сметаме дека некаде до 19 часот. Тука кој што видите имаме многу содржини кои што пројавуваат интерес за многу граѓани да дојдат овде и да видат што се случува на оваа фан зона. Мене ме радува што полека расте атмосферата, значи спортската атмосфера околу утрешниот надпревар што ќе биде меѓу Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед. Така да сметам дека е многу добро што организираат нова. Ги повикувам граѓаните да дојдат овде, да уживаат во сето она што го пружа оваа неутрална фан зона. Голем број на фанови на двата фудбалски клубови Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид веќе пристигнаа во главниот град. Пред камерата на ТВ Нова со импресии и прогнози за утрешниот надпревар. Се да помине како што треба во најдобар ред да биде. И организација, атмосфера, да се покажеме како добри домаќини. Па ја не сум фан ни на Манчестер, ни на Реал, само да биде убава утакмица, да уживаат тие што ќе биде таму. Ме прашувате дали ќе победи Реал или Манчестер. Искрено се надевам ќе победи Манчестер, со сигурност. Тука е супер, многу ми се допаѓа. Предвидувам дека ќе победи Манчестер 2:1. Ќе биде возбудливо. Ќе има доста голови, мислам дека Манчестер ќе победи на пенали. За жал не добивме карти, ама ќе гледаме некој од кафулињава тука близина, ќе се собереме друштво. Па прекрасно, оваму требаше на градот Скопје. Прекрасно, што да кажам. Мислам дека Реал ќе победи. 3:1 за Реал. Спортската еуфорија може да се примети, значи полни улици, навивачи пристигнати од секаде. Ние ги очекуваме шпанците да стасаат, помали групи во секој момент. Тоа е тоа. Кафулињата се веќе на готовс за посетителите кои ги очекуваат во голем број, со поставување на видео бимови во добро друштво, со мези и ладен пијалок да го проследат фудбалскиот надпревар од УЕФА Суперкупот. Градот Скопје нуди низа настани во кои може да уживаат посетителите, неутралната фан зона, фан зоните на двата фудбалски клуба, како и традиционалниот гурмански фестивал Пиволенд, кој оваа година го прославува својот јубилеј од 10 години.